На територија на местната заедница Кузма Јосифовски Питу досега ги имаме реконструирано сите улици, сите рабници, сите тротоари, реконструирано е уличното осветлување, ни останува овде една уличка од 100 метри крак од улицата Јури Гагарин и во исто време барања од граѓаните на Кузма Јосифовски Питу кои што живеат на улиците Миле Поп Јорданов и Јури Гагарин за реконструкција на паркинг просторите пред зградите кои што навистина беа оштетени и кои што траат повеќе од 40 години. Оваа реконструкција ја правиме од буџетот на општината Карпош. Тоа се 6 паркинг простори, од кои што 5 ги прави фирмата Ескалатори, а еден ја го работи фирмата Ексико. Веќе имаме изгребано 2 паркинг простори, значи асфалтот е изгребан, потоа ќе биде обновен со 5 сантима нов асфалт, каде што ќе бидат обележени и паркинзите. Целата инвестиција чини некаде околу 4,5 милиона денари, како што реков, ќе биде платена од буџетот на општина Карпош, што значи овој дел од општината Карпош веќе ќе биде целосно уреден и во исто време сите овие 6 згради ќе биде извршена реконструкција на фасадите, што значи дека комплетно дотерување имаме на булеварот Теодосиј Галоганов, како што и претходно кажавме, со реконструкција на фасадите на кулите спроти Веро и во исто време овие 6 маркантни кули кои што се градени некаде од околу 70-те години и со ова практично овој булевар Теодосиј Галоганов покрај убаво изградените паркинзи, покрај шетачките патеки го разобуваме целосно и мислам дека граѓаните може да со задоволство тоа да го констатираат и буквално на овој дел од општината Карпош веќе немаме ниту едно барање од граѓаните на Кузма Јосифовски Питу, односно од граѓаните на Карпош. Дали имате прашања? Колку паркинг места досега има изградено општина Карпош? Досега општината Карпош има изградено преку 2.500 паркинг места. Значи, тоа е драстично подобрување на можностите за паркирање на граѓаните и од тие причини граѓаните на општина Карпош и не плаќаат паркинг простор затоа што сме сториле во изминатиот временски период многу за да го прошириме бројот на паркинг местата. Ако ви кажам само дека на територија на Карпош 4 имаме преку 850 нови паркинг места, некаде околу 300 паркинг места на територија на Карпош и така во сите тие местни заедници. Нормално најмногу паркинг места се направени онаму каде што имаме колективно домување, додека каде што е индивидуално домување, ние не можеме да влеземе внатре во куќите и така натаму. Секој простор што е слободен сме го искористиле за зголемување на бројот на паркинг места и мислам дека тоа е еден огромен квалитет што граѓаните на Карпош не плаќаат за паркирање. Јас слободно ќе ги упатам и медиумите, прошетајте низ централното градско подрачје. Дали сакате во строгиот центар, дали малку лево или десно, на кај Бит пазар или низ населбите во центар, ќе видите дека преку 400 дуќани не работат воопшто на центар, а тоа е исклучиво како резултат на воведеното платено паркирање, што значи бизнисот на малопродажбата, на трговијата, на кафанџиите буквално замре како резултат на платениот паркинг што се спроведува во таа општина. За разлика од нив, видовте ние во општина Карпош лептокарија функционира одлично, гледаме дека функционира млечен ресторан, дека функционира педагошка академија, оној делот на Рузвелтова, Порта Вла и така натаму буквално не може да се најде било кој дуќан слободен, што значи дека нашата стратегија дека покрај тоа што треба да спиеме во општината, треба и нешто да работиме е апсолутно дава ефект. Благодарам. Граѓаните стажуваат дека на паркинзите се ставаат приватни рампи. Не смее никој да става приватни рампи, освен ако земјиштето е приватно. Може тоа да се случи во ново изградените стамбени згради, колективни згради, каде што, да речеме, одредени паркинг простори, некои од станарите, ако според урбанистичкиот план и според градежното одобрение, има паркинзи надвор и ако тој ги платил тие паркинзи, тогаш може да ограничи паркирање на други возила на тие паркинзи. На сите други кај што се јавни паркинзи, никој нема право да постави било какво ограничување, граничник, не знам, подвижна рампа или било што. Во исто време упатуваме и апел до сите они граѓани кои што ги ограничуваат тротоарите и така натаму, со образложение дека тоа паркинг место за нив. Не. Во делот на индивидуалното домување секој е должен според законот да обезбеди паркирање во сопствената парцела, тоа значи во сопствениот двор, а тротоарите и улиците тоа е државна сопственост и тука може да паркираат секој граѓанин
И во исто време сакам да ги потсетам оние граѓани кои што ограничуваат паркирање, не знам, пред своите домови и така натаму, кога ќе им дојдат гости, кога ќе имаат роден ден, кога ќе имаат крштевка, кога ќе имаат слава или за било кое, тогаш нивните гости каде ги паркираат возилата? Нивните гости ги паркираат пред вратите практично на нивните соседи, што значи дека таквиот начин на обид да се функционира, да се ограничи територија која што не е нивна, односно е државна, е недозволие. Нашите инспекцијски органи на тоа ќе реагират. Не би сакал да се конфронтираме со граѓаните, ниту би сакале да пишуваме казни, но во секој случај онамо каде што ќе нема совест да се тргнат тие ограничувања, тогаш ќе реагират нашата градежна инспекција.